Кризата не ја попишмани и владата да продолжи со постапката за изградба на трите нови автопатски делници долж коридорите 8 и 10Д. Со несмалено темпо, работите се движат кон очекуваните директни преговори со американско-турскиот конзорциум Бехтеленка, откако беше заобиколен законот за јавни набавки. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта и Упростеми пред 10 дена кажа дека се бара фирма за надзор и правен консултант. Веќе е формиран и комитетот за преговори за склучување на договор за зградба, а по интензивната подготовка на целокупната тендерска документација објавивме оглас за избор на надзор и правен консултант, кој што ќе ги води преговорите заедно со веќе формираниот комитет од страна на влада. И ова постапка е во завршна фаза. Начело на комитетот за преговори е првиот вице-премиер и министер за политички систем, Артан Груби, кој ќе треба да пресече дали ќе биде прифатлива понудената цена за новите автопати. Тој не најде време за интервју со 360 степени, а прашањата за тоа до каде се работите ги одговори неговата прес-служба. Во завршна фаза е постапката за избор на меѓународен правен трансакцијски советник и надзорен орган, кој во име на комитетот, односно државата, ќе преговараат со Бехтеленка. Во моментов се вршат институционални и административни проверки на меѓународна компанија и се надеваме дека процесот ќе заврши оваа недела и ќе се потпише договор. По изборот, консултантот спроведува преговори со конзорциумот Бехтеленка и го доставува до владата договорот за одобрување како последен чекор до започнување на градежните работи. Иако се тече како што треба, истите ќе почнат на почетокот на месец јули. Груби вели дека темел ќе биде удрен веќе во јули, а според неговиот колега Бектеши, може би и во септември. Ама воон са Штата мед гуште. Осе филими што говори. Таша до тиет филими гушти, та до тиет меси, а по фунди, а по до тиет да фунди корику, таш дошавам процедурат. Крупниот инфраструктурен проект почнува во кризна година, па министерот за финансии Фатмир Бесими мораше да направи корекција на буџетот. Новите автопати нема да се одложат за година, но наместо првично предвидените 100 милиони евра, со ребалансот се скратени 40 милиони, што значи дека државата годинава може да одвои 60 милиони евра за оваа инвестиција. Во однос на капиталните расходи, би истакнак дека тие остануваат сепак на историски највисоко ниво. Она што го нуди компанијата Бехтеленка е клуч на рака, односно и проектирање и изведба на автопатите Тетово Гостивар Букојчани и Требеништа Струга Ќафасан од коридорот 8. Коридорот 10 се однесува на автопатска делница Прилеп Битола. Функционерите на ДУИ се особено горди на овој проект, па коридорот 8 се најде на овогодишната роденденска торта на нивниот лидер. Пратениците на ВМРО ДПМНЕ, кога во собранието се гласаше патиштата да се градат со директна спогодба наместо преку јавна набавка, не гласаа за, но не гласаа ни против. Претходно, кога законот беше пред надлежната собраниска комисија, опозицијата даде премолчено зелено светло за проектот. Подпредседателката на партијата и поранешна дополнителна заменик министерка за финансии, Гордана Димитриевска Кочовска, иако не е против проектот, вели дека годинава сепак не е најдобрата за да се удираат нови темели. Во вакви услови, кога имаме пред нас уште една огромна криза која што ќе следи негде пред крајот на годината, особено заради тоа што ќе има недостиг на храна, ќе имаме проблеми со електричната енергија, воопшто не е паметно да се започнува со ваков проект. Иако за Димитриевска Кочовска капиталните инвестиции се клучни за нашето стопанство, низината резерва за новите автопати се должи на тоа што претходно почнати проекти не се завршени. Зошто во континуитет години наназад тргнуваме со проекти за кои што не сме завршени, со проектна документација, физибилити студии и така натаму ни 25%, а тргнуваме во реализација на истите. Се враќаме на истото, ќе обезбедиме пари, ќе земеме и кредити, но до каде ќе стигнеме? Само да се додвориме на одредена, група на луѓе, да покажеме дека нешто работиме. Работата е завршена кога проектот е комплетно завршен. Пак повторувам, Кичево Охрид не е завршен 5 години наназад, ние сега ќе тераме некој нов проект. Но вице-премиерот Артан Груби смета дека не е паметно да се штеди на патишта. Напротив, во време на криза, овој проект ќе им помогне на граѓаните, компаниите и на работниците и ќе влијае на економскиот развој на земјата.
Како во светот, и кај нас војната во Украина ги зголеми цените, а со тоа и инфлацијата. Домашната економија, вели професорот Маријан Петрески, е под ризик да навлезе во така наречена стагфлација, односно да има стагнантен мал раст, придружен со растечки цени. Во такви околности, според него, оправдано е да се троши на капитални инвестиции, а да се биде предпазлив за тековните и непродуктивните инвестиции. Нешто чини многу и веројатно потешко може да се изведе, особено на кратки стази, нешто чини помалку. Значи, таква дебата би рекол дека не отворивме. Меѓутоа, постои благо, би рекол, реструктурирање на тие капитални инвестиции, особено во делот на инфраструктурата, без оглед што во тој сегмент на инфраструктура, нели, инвестирањето е проследено и со одредени проблеми, особено во делот на патната инфраструктура. Значи, да заклучам директно на вашето прашање, би рекол дека оправдано е всушност во делот на капиталните инвестиции да се троши што повеќе во вакви околности, бидејќи тоа ќе ја поддржи економијата која што се соочува со ризици од стагфлација. Сепак, и професорот Петрески смета дека треба да се внимава, особено по најавите дека не чека неизвестна зима. Состојбата треба да се следи, може да се развива, да дојде до нагли поместувања и се разбира во таков контекст треба и да се размислува за реструктурирање. Независно од кризниот период, планот за изградба на автопатски делници во директни преговори со Бехтеленка е мета на критики од самиот почеток. По потпишување на меморандумот за соработка меѓу владата и градежната компанија, чин на кој присуствуваше и амбасадорката на САД Кейт Брнс, први реагираа невладините организации со оценка дека има ризик од корупција. Не постои ниту еден валиден аргумент кој би го оправдал ова грубо заобиколување на законот за јавни набавки. Предупредување стигна и од Албанија, каде Бехтеленка го гради автопатот кој беше помпезно најавуван како патриотско поврзување на Косово и Албанија. Делницата се изгради, но со драматично повисока цена од првично договорената. When you have no competition, when you have oblique tendering procedures which are just pushed swiftly through parliament without oversight, without being based on the let's say law, on the procurement law that you have in North Macedonia, you run the risk of having let's say a procurement which is not beneficial to the taxpayers. And I think you should learn from the past and what happens in Albania and Kosovo in this regard. Политиката засега не ги слуша овие гласови. По потпишаниот меморандум, минатото лето собранието експресно го изгласа специјалниот закон за изградба на коридорите. Председателот Стево Пендаровски го потпиша указот со образложение дека никој од пратениците не гласал против. Владата, собранието и шефот на државата ги одмолчаа и предупредувањата на антикорупцијската комисија која оцени дека специјалниот закон за Бехтеленка ги крши уставните начела за слобода на пазарот, дека има правни празнини што оставаат простор за субјективизам, политичко влијание и висок ризик за корупција. ДКСК го оспори законот и пред Уставниот суд, но судот одлучи да не поведе постапка. И дополнително ни предизвика посебен интерес, а и сомнеш, благодарност е искажена од страна на Артан Груби кон уставните суди. Одлуката на Уставен, вице-премиерот Груби ја прогласи за вест на годината.